Уште една актуелна тема на редниве минути во Македонија наутро, последиците и од ковид кризата и од воениот конфликт економски на големо ги чувствуваме. Од денеска престанува да важи одлуката за највисоки цени на основните прехранбени производи, но затоа пак стапува на сила одлуката за ограничување на маржите, мерка која што според министерот Бектиши се очекува да доведе до стабилизација на пазарот. Тоа значи полни раце работи за државниот пазарен инспекторат, чии инспектори од денеска интензивно се на терен, а на оваа тема на Скајп ја имаме и следната соговорничка, инспекторката од државниот пазарен инспекторат Александра Котели. Добро утро и благодарам за позитивниот одговор за гостување во Македонија наутро. Добро утро, ви благодарам на поканата и поздрав за сите гледачи на Македонската радио телевизија и токму на оваа програма. Со оглед на информациите и анализите на терен, Александра, дека трошоците на производителите за основните прехранбени производи растат, оваа одлука има за цел да се ограничат трговците да бараат профит на товар на граѓаните преку контрола на растот на цените на основните производи. Она што ме интересира, на кои точно производители се однесува оваа мерка како за почеток на разговорот? Не сакајќи да испуштам ниту еден од производите, односно стоките кои што се опфатени во оваа одлука, сепак ќе ги прочитам за сите оние граѓани кои што не се запознаени со оваа нова одлука. Станува збор за следните стоки: хлеб, шеќер, сол, брашно тип 400, сурово сончогледово масло и сончогледово масло за јадење, трајно млеко со маслено со 2,8, 3,2 и 3,5%, свежо месо и совомеснати производи, сирење, јурда, ориз, јајца, тестенини, пченица, овошје и зеленчук. Инспекцијскиот надзор започнува денеска. Кој се ќе биде опфатен со истиот? Веќе се започнат инспекцијските надзори, како што и кажавме во разговорот и вчера, додека се договаравме за гостувањето на емисијата, дека ние сме подготвени за постапување по оваа одлука и за големени контроли врз основа на постапувањето на истата. Станува збор за опфат на сите трговски друштва, на сите трговци поединци и сите оние кои што се дел од трговскиот ланец на голем и на мал. Колкав е бројот на инспектори, Александра, на терен кои што се од денеска и доволни ли се за потребите на процесот кој се реализира? Морам да напоменам дека бројот на инспектори никогаш не е доволен, бидејќи ние не постапуваме само по одлуката и измените, не постапуваме само по протоколите кои што постојано се менува и се менуваат и кои што траат веќе 2 години, постапуваме по над 80 закони и релативно мала бројка во споредба со на која што ни е потребна на нас. Меѓутоа, морам да напоменам дека со добра организација ние и со оваа бројка на инспектори успеваме да ги постигнеме сите оние контроли кои што и досега сме ги правеле. Што за оние кои што нема да ги почитуваат правилата на игра, какви ќе бидат казните? Така, станува збор за законот за трговија, преди се, односно за непостапување согласно членот 30 од овој закон, па согласно членот 58, тоа е казниво и морам да ги напоменам казните за да не сгрешиме, бидејќи трговците се делат на микро, мал, среден и голем трговец, така и се движат и износите на казните. Значи за микро трговец казната за правното лице 800 до 1000 евра, а за одговорното лице од 50 до 100 евра. За мал трговец од 1600 евра до 2000 евра, додека за одговорното лице од 100 до 200 евра, за среден трговец за правното лице од 3000 до 6000 евра казната, за одговорното лице од 200 до 350 евра и за голем трговец, оние големите, е 7000 до 10000 евра, а за одговорното лице од 350 до 500 евра. Односно да скратам од 100 до 10.000 евра се казните за непостапување согласно одлуките. И граѓаните може да бидат своевидни инспектори на терен, што доколку тие забележат неправилности, имали простор каде да пријават и како? Секако морам да напоменам дека државниот пазарен инспекторат секогаш, како и до сега, така и од сега, е во служба на граѓаните, нормално, согласно законските прописи по кои што може да постапуваме. Па така и сега, доколку мислат дека им е повредено некое нивно право како потрошувачи, а согласно непостапувањето на одлуките или било кој закон по кој што постапуваме, може да се јават на телефонскиот број 191 и да ја го објаснат непостапувањето, односно повредата која што им е сторена или мислат дека им е сторена. Во однос на мерката за замрзнување на цените на основните производи, која што завршува официјално денеска, од пазарниот инспекторат дојде информација дека генерално трговците ја почитувале оваа мерка. Што точно значи тоа во бројки? Морам да кажам дека оваа мерка, бидејќи траеше од 1 декември 2021 година па се до вчера, односно веќе од денеска не важи, одиме со нова одлука,
истите податоци се сублимираат, значи контролите постојано се вршат, меѓутоа податоците кои што се сублимираат ќе бидат во најбрз можен рок објавени, како и на нашата веб страна, бидејќи морам да напоменам дека Државниот пазарен инспекторат е една од транспарентните институции во оваа земја, кој што стои на располагање на јавноста по однос на постапувањата. Значи, како на веб страната, така и во советот, инспекцијскиот совет, каде што сме должни да доставуваме наши постапувања и бројката и надзорите, како и до владата, така да јавноста ќе биде информирана во најбрз можен рок по однос на постапувањето или непостапувањето по оваа одлука која што заврши вчера. Иако трговците ја почитуваа мерката за замрзнатите цени, какви се очекувањата од новата и почитувањето на истата? Бидејќи истава одлука, за која што токму ова утро зборувавме, беше најавена неколку дена пред донесувањето на истата од страна на владата, што значи дека трговците кои што се опфатени во оваа одлука не се незапознаени. Исто така морам да напоменам дека Државниот пазарен инспекторат секогаш стоел на располагање по однос на објаснувањето на нејаснотиите во одлуките или во законите по кои што постапува, како и за протоколите, па така и за оваа одлука. И се надеваме дека токму поради таа наша соработка ќе бидат, нема да бидат утврдени никакви неправилности, меѓутоа времето ќе си го покаже своето и се надеваме дека сето ова ќе има еден добар производ на постапување на одлуките. Зашто така, казните ги почитавме, не се мали и баш во ова време и не е пријатно да постапуваме со казнување. Јас се надевам дека ќе биде така. Следното гостување во Македонија наутро го закажуваме со детали и бројки од инспекцијските надзори. Александра, благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Благодарам. Уште една само да сублимираме, од денеска до 31 мај највисоката трговска маржа на продажната цена пресметана во трговијата на големо ќе изнесува до 5%, односно до 10% на продажната цена во трговија на мало. Мерката се однесува на неколку производи: леп, шеќер, сол, брашно тип 400, суво сончогледово масло и сончогледово масло за јадење, трајно млеко со масленост од 2,8, 3,2 и 3,5%, свежо месо и сувомеснати производи, сирење и урда, ориз, јајца, тестенини, пченка, овошје и зеленчук. Инаку одлуката за ограничување на маржите важи до крајот на мај, бидејќи до тогаш, како што најави министерот Бектеши, се очекува да биде донесен законот за нефер трговски пракси, со кој меѓу другото ќе се предвидува категоризација на супермаркетите.